Двојните стандарди на Брисел се антиевропско однесување, а проблемот нема да остане само на Македонија. Интеграцијата на Западниот Балкан е многу повеќе од само прашање на проширување, и рекла председателката на шефицата на европската дипломатија Каја Калас, со која вчера попладне по локално американско време имаше средба во рамки на работниот ручек кој високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија го организираше за лидерите од Западниот Балкан. Се разбира дека јас и денеска со господјата Калас укажав на овој проблем, но предупредив дека проблемот нема да застане на нас, дека веќе се надзира и во поглед на Молдавија и во поглед на Украина, и дека ЕУ не е само прашање на проширување, туку дека влегувањето на Западен Балкан или реинтеграцијата на Западен Балкан во Европа, односно во моментов во ЕУ, каде што географски, историски и културно со векови припаѓала, ќе биде многу важен лек против безбедносните дилеми што веќе се надзираат. Силјановска претходно овде во Њујорк оствари и средба со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, од кој добила силна поддршка за демократските чекори во земјава и способноста за менаџирање со меѓуетничките односи. На средбата заедно со Силјановска присуствуваше и министерот за надворешни работи, кој во текот на вчерашниот ден фокусот го стави на европските интеграции. Имав билатерална средба со министерот за надворешни работи на Кипар, земја која што од јануари ќе го превземе претседавањето со Европската унија. Зборувавме за потребата од засилена координација по тоа што е наш интерес, односно конечно отпочнување на процесот на преговори со Европската унија, а исто така и за билатералната соработка, потенцијалите кои што ги имаме во туризмот, во трговијата, во политичката соработка. Учествував на повеќе настани поврзани со неколку регионални иницијативи, на доручек организиран од министерот за надворешни работи Тајани, на регионалниот совет за соработка исто така организираше работен ручек, и пред се ги користија можностите за афирмација на нашите позиции, за ширење на тоа што е за нас значање како политичка порака во Њујорк, но подеднакво значајно и настап во рамките на повеќе форуми во Обединетите нации насочено кон промоција на нашите мултилатерални цели. Во таа насока Муцунски доцна вечерта по локално време учествуваше и на трансатлантската вечера, а домаќин му беше американскиот државен секретар Марко Рубио. Силјановска денеска попладне по македонско време ќе има свое обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации, каде исто така се очекува да го истакне проблемот со непринципиелните блокади со кои земјава се соочува на патот до Европската унија. Од Њујорк за Сител, Филип Поповски и Александар Спасовски.